И тоа е топка за голманот Живановиќ. Тоа е сезона у којој е Вардар освоио 4-то место. Значи, јас сам изузетно поносан на ту годину у Вардару, jer mi smo uspeli da razbijemo veliku četvorku, što je tada bilo mnogo teško da neka ekipa zauzme to neko od prva 4 mesta. Vardar je imao dobru ekipu, oni su imali korektno. Jeste, ali znate kako, Zvezda, Partizan, Hajduk, Dinamo, to je bila velika četvorka koja se vrlo retko razbijala sa nekim drugim ekipama. I mi smo imali izuzetan tim, stvarno. To je bilo, igrači su svi bili izvanredni. Pa sjećam se, imali smo, Pančev je tada, recimo, igra za Vardar, Setinov je bio centar half, Janevski, isto koji je sad skoro bio i trener Zvezde, Kočo Dimitrovski, Vasil Ringov, Simovski, Bek, onda Goračinov je tada isto bio sa mnom, Slobodan Goračinov, znači moj kolega još iz Pionira, podmlatka Zvezde od malih nogu, pa smo i tamo bili zajedno, Toni Savevski, tako da stvarno smo imali igrače. Bio Trenovski neki ili tako nešto? Jeste. Ja ne znam bio Urošević, on je špic, da li on tada? Bio i on, tačno, bravo, Urošević je bio. Znači mi smo stvarno imali izuzetno dobru ekipu, ali malo smo bili, ono što kažem, imali smo mnogo dobru ekipu i imali smo čak možda uslove i za bolje rezultate, ali smo tad važili za ekipu koja je u gostima bila slaba. Znači, što? Pa ja mislim zbog mentaliteta. Mentaliteta igrača Makedonaca koji su na svojoj... Vi ste kod kuće dobili sve, bez problema. Kod kuće, to smo skoro sve utakmice dobili, ali kad na svoj preći, ono što kaže. Ali čim odemo negde, zato sam ja se i istakao toliko te godine, jer sam imao puno posla kad smo išli u goste, na strani. Tako da sam tu sezonu imao prilike da se pokažem. To je bila moja prva sezona u stvari prvoj ligi. Победоносната серија пред своите симпатизери. Дали Вардар првенството ќе го заврши со еден нерешен резултат? Тоа е она што го посекуваат гостите кои во Скопје допатуваа без Главовиќ, без Матиевиќ, Вукој, Меджедовиќ, а веќе поодамна Владиќ престана да тренира, значи Душко Баевиќ не може да смета на некогашниот репрезентативец Владиќ. Од оној постат БМВ, од она тројка, Баевиќ, Владиќ и Марич остана само Марич, Евен Марич, денеска највозрастниот меѓу праволигашките фудбалери, денеска капитен на екипата на Велеш. За Вардар ќе настапат Живановиќ, Јовановски, Симовски, Мицевски, Сетинов, Јаневски, Здравков, Ѓоргиевски, Панчев, Савевски и Рингов. Ефремов, Најдовски, Алексовски, Горачинов и Тодоровски се резервни фудбалери. Значи, само една измена го нема капитенот Кочо Димитровски, на негово место Мицевски. Да играа пожртвувано, да беа особено во одбраната посигурни на гостувањата, може би оваа сезона ќе беше и најдобра досега во историјата на Вардар. Манич, Шишиć, Јурич, Крстичевиć, Калајџиć, Барбарич, Кајтас, Прскало, Окулка, Карабек и Туце и 11 минута со кои Баевиќ го започнува овој надпред да се преселат кон голот на Вардар. Велеш дојде до топката, се најде сам пред голот на Евен Марич, но останува 0:0. Трет корнер за Велеш. Голманот на Вардар Живановиќ, изворен особено на средбите во Тетово против Партизан, кога Вардар играше со играч помалку, на неколку пати сигурно интервенираше и најзаслужен за онаа победа од 1:0. Корнер за Туце. Мицевски ја зафати добро топката и во вториот обид аплаузи за Ервер Марич. Останува 0. Судијата Безек добро постапува, почитува претност и натаму Кајтас. Еве шанса за Кајтас, добра интервенција на
Živanović, ostanula 0:0. Jurić, Karabek, Kajtas, Karabek. Slobodan udar. Речи си од ова исто место, во петата минута, шутираше Туце. Живановиќ ќе извади топката во корнер. Крстичевиќ. Крај голот на Живановиќ. Топката оскокна пред Живановиќ, но за негова среќа крај голот. Рингов. И еве шанса и 1:0. 1:0, тоа е Здравков. Се чини дека капитенот на Велеш Евер Мариш сега не успеа во вистинскиот момент да ја задржи топката. Здравков во 90-та минута од второто полувреме ја доведе екипата на Вардар во водство од 1:0. Да погледнеме уште еднаш, драги гледачи. Најпрви шутираше Рингов, Мариш направи се што можеше. Јовановски дали ќе стигне, успеа. Изворедно, тоа е веќе 2:0 и Дарко Панчев. Шутираше Туце. Изворедна интервенција на Живановиќ, прв корнер за Велеш во второто полувреме. Живановиќ во овие моменти подсети на оние негови изворедни голмански минути во Тетово на средата со Партизан. Тоа беше Туце и топка за голманот Живановиќ. Добра и квалитетна прволигашка представа. Мечот имаше две диаметрално спротивни полувремења. Во првиот дел гостите од Бугајно многу поопасна и понадмогна екипа, а во вторите 45 минути Вардар во ново издание, во она во кое го гледавме минатата фудбалска есен. Безкомпромисен, ефикасен и квалитетен, па така во овие втори 45 минути практично, амбициозните гости од Бугајно не можеа да му ја оспорат високата и убедлива победа на Вардар. Серијата голови ја отвори Рингов, откако по една мешаница пред голот на Шкаро, Гламочак во голмански стил интервенираше пред празниот гол. За судијата Петровиќ немаше дилеми, удар од 11 метри, мал протест на гостинските играчи и Вардар поведе со 1:0. Веднаш потоа бележиме две убави акции на гостите. Најпрвин Павлич опасно го загрози Живановиќ, а нешто подоцна и Мирковиќ не беше доволно прецизен. Дирекот овој пат му беше сојузник на Вардар. Во финишот на полувремето и Алексовски е сам пред Шкаро, но и тој не се снаоѓа најдобро. Во второто полувреме, во 59-та минута, центар шут на Савевски, Алексовски само ја спушти топката до Здравков, кој од непосредна близина зголемува на 2:0. Десетина минути подоцна Зјајо имаше нова прилика да ја спаси честа на гостите, но Живановиќ без поголеми проблеми ја скроти и оваа топка. Само 3 минути подоцна Рингов испрати еден од своите познати центар шутеви, а Здравков со манир на фудбалски велемајстор ја заврши оваа убава акција. Па да вам кажем, ја сам онако доста скромно прошao што се тога тиче, још сам био mlad golman, ne afirmisan toliko. To je bilo maltene kao neko čudo da su oni mene uzeli tada uopšte Vardar, jer sam ja u Radu branio u drugoj ligi, tako da sam otišao tamo, maltene je bila usluga da me oni uzmu, jel? Ali sam uspeo da izborim mesto prvog golmana, što je tada bilo izuzetno teško. Smo imali, što se misli, 6-7 golmana
To bio Grošev tad branio, njega svi znaju manje više. Jeste, evo, kako se setim svih, znači bio je Grošev, bio je Efremov, bio je Jonus. Da, Jonus. Bio je sin od ovog Mutibarića, isto. Ne mogu sad setim, još jedan ili dvojica su bili i ja. Znači, je bio neki Filevski, je li on branio tad ili on branio malo kasnije? On je, ne, nije tada nije. On je kasnije glavno znači, a zašto su oni tako uradili? Jer ja nisam bio još potvrđen kao golman, jel? I oni su mene doveli, pozajmili me od Zvezde, ali nisu bili sigurni da li će to biti to. I valjda na pripremama nas je bilo 6 ili 7 golmana, ja vam kažem. Tako da sam, eto, i na to sam izuzetno ponosan što sam uspeo da izborim mesto prvog golmana, znači odmah od početka i tu celu sezonu sam branio. Традиција има свој крај, па така денеска е прекината и победоносната серија на Вардар во настапите пред своите навијувачи. Затоа се погрижи најнапред Војводина, со класичниот бункер систем и ретките, но опасни противнапади за мислата на некогашниот Вардаров кормилар Вишњевац. Потоа тешкиот терен, обично поголем сојузник на екипата што се брани, и на крајот судијата Милорад Влаич од Белград, за кого станува обичај во Скопје да нема свој ден, денеска со директно влијание на конечниот резултат. Да тргнеме поред, 11-та минута мајсторија на Панчев нереализирана до крај. 5 минути подоцна првата закана на новосаѓаните. Бие Димитрич, Симовски изфрла топката од гол линијата. Потоа дојде ред на Вардар да не искористи слична прилика. Панчев последен шутираше, Димитрич вешто ја отстрани опасноста. Вториот дел од играта почна со жестоки налети на Вардар. Но Јованич постојано беше на место. Ова беше можност за Петар Ѓоргиевски. Во екот на големата опсада на голот на Војводина, гостите имаа најзрелата шанса. Ќурчич беше недоволно прецизен. 74-та минута, спорниот момент, кога Јованич задоцни во скокот, Здравков со глава до Панчев, која тресе мрежата, а Влаич го поништува голот поради прекршок кој не постоеше. Уште еднаш тој момент. Сена се Војводина го заслужи бодот со фанатичната борбеност, но треба да се забележи на моменти неспортската игра со многуте фаули од самиот почеток, што останаа неказнети од Влаич. Талерите на Вардар веќе денеска обилно ќе надополнеа од минатонеделната катастрофа во Белград. Вака остануваат многуте возбудувања на средбата со Сутјеска, ниту еден гол и ни трага од есенската атомска навала на Вардар. Првата од десетината шанси скопјаните имаа во 13-та минута, но повратникот во првиот Тим Лошевич не се снајде. Следното возбудување малку подоцна. Ѓоргиевски стрела во пречката, за потоа да уследи нова можност, што не ја користи Димитровски. Моменти на вистинска опсада на голот на Јањуш. Најнапред закана на Рингов, а потоа проектилот на Јовановски за малку неточен. 33-та минута. Рингов просто ја црта топката на главата на Сетинов, но залудно. Останува 0:0. Специјалноста на Рингов, изведувањето корнери, останува без резултат во 33-та минута по заслуга на Радовановиќ. На почетокот на вториот дел ништо ново. Почна субава акција што не ја заврши како што треба Рингов. Првата опасна закана од двете на нишикјаните во 59-та минута, кога Ѓуровиќ не успеа да ја реализира. На последен голем испит, бункерот на Сутјевска се најде во 77-та минута, кога Кузелјевиќ одречи самата гол линија и изфрли топката шутирана од Најдовски, а комплетно неефикасниот настап на Вардар можеше да биде казнет по акцијата на резервистите Кркич и Вуковиќ, но спаси Живановиќ. Сена се Вардар надмо кон Сутјевска среќно, но заслужено до бодот. Tada sam ušao bio i u neku kao B reprezentaciju Jugoslavije. Milutinović je tada bio selektor, jeste, i bio sam pozvan za utakmicu reprezentacije protiv selekcije novinara tu na Partizanovom stadionu. I tako da i tada su oni pričali sa mnom i govorili mi čak da ću sigurno uskoro braniti za reprezentaciju, ali onda se i to mi je bio neki peh, jel, da je onda Osim posle toga vrlo brzo smenio Milutinovića, tako da Milutinović koji je mi obećavao maltene da ću braniti više nije bio selektor. Tako da je došao Osim, onda je opet Ivković se vratio u reprezentaciju i nikad Ravnić i tako dalje. Jeste, tako da ja nisam više imao prilike da branim za reprezentaciju, mada sam u tim
tim godinama, znači i u Vardaru i u Sutjeci sam uspevao da budem ili najbolje ocenjen golman te stare Jugoslavije, ili sam delio prvo mesto ili drugi, tako da... Веројатно пријателите на фудбалот во Скопје тешко ќе можат да се сетат кога нивните миленици полесно дошло до 2 прволигашки бода како попладнево на надпреварот против Динамо од Винковци. Иако со преполовена екипа, без неколку клучни, казнети или пак повредени фудбалери, Вардар без поголеми проблеми им се реваншира на гостите за есенскиот висок пораз во Винковци. Динамо делуваше некако збунето, бавно и неамбициозно, како да не се работеше за екипа што се бори за прволигашкиот статус. Може би за тоа придонесе и брзото водство на домашните. Тоа се случи веќе во третата минута, продор на Рингов, Панчев промашува, но не и Здравков. 1:0 за Вардар. Меѓу првиот и вториот гол на скопјаните бележиме и 3 добри прилики пред головите на Будинчевиќ и Живановиќ. Еве ги тие прилики. Најпрвин Чопе сам пред Живановиќ. Потоа во 18-та минута Рингов жестоко ја разниша пречката, а само 1 минута подоцна и Панчев не беше снаодлив пред противничкиот гол. Тоа е шансата на Дарко Панчев. Во 26-та минута Вардар води со 2:0, а стрелец е капитенот Димитровски. Во 29-та минута и Чоп можеше да стори нешто повеќе од овој слободен удар. Тоа е слободниот удар на Чоп. А веќе во наредната минута Сетинов зголеми на 3:0.